Да, почнуваме со емисијата, како што кажавме, тука е генерал Павле Арсовски, подпредседател на ЗНАМ, пратеник во Собранието. Господине Арсовски, добро дојавте во Студио 10, добро дојавте и во Телевизија 24, зборувавме пред емисијата, прв пат сте тука. Да. Добро утро и до вас, добро утро и до вашите гледачи. Особено ми е задоволство што ќе разговарам со новинар кој што е профилиран аналитичар на меѓународните односи на теми кои што се сега актуелни во светот. Да, како што кажавме пред малку во најавата, светот станува прилично турбулентно и за некои непредвидливо место, се менуваат брзо геополитичките односи, релации и тоа во сите можни димензии. Тоа дојде после новиот американски председател Доналд Трамп, кој реши да ги смени односите, како што вели, поради негови причини, да ја направи, како што вели, Америка поголема, голема повторно, но сепак тоа предизвикува силни турбуленции и неизвестност. Па еве вака како еден вовед во разговорот, како гледате на сите овие промени? Па, однесувањето на председателот Трамп и неговата администрација и одлуките кои што ги носи во изминативе 50 дена од како што е во овалниот офис во Америка, многу ме асоцираат и потсеќаат на една изјава на еден американски генерал, веројатно најголемиот кој што го имале за време на Втората светска војна, Џорџ Патон, кој што во една прилика за време на операциите низ Франција према Германија има изјавено добар план, решително спроведен денес, е подобар од перфектен план следната недела. Овие одлуки кои ги носи во моментов на прва изгледа дека се и драматични, дека ќе предизвикаат некакви негативни последици, но тоа мислам дека е само на прв поглед. Кога председателот Трамп ќе каже дека ја укинува војната помош на Украина, тоа веројатно има и негативен ефект по војната индустрија во Соединетите американски држави, бидејќи најголем дел од овие милиарди кои што сега се спомнуваат, иако не се точни во изјавите, најголем дел не се дадени на Украина, туку се инвестирани во сопствената економија и се штителе и работните места во Соединетите американски држави. Истиот случај и со Европската унија. Кога Трамп ќе каже дека неговото военото присуство на Америка ќе се намали во Европа, тоа па предизвикува во моментот една негативна перцепција од страна на европските сојузници во рамките на НАТО, но подолгорочно ќе има позитивни ефекти во смисла на тоа да државите во НАТО од европскиот континент ќе почнат повеќе да инвестираат во сопствената одбрана. Очигледно е дека е решен во намерата да ја прекине првично војната во Украина, иако пред 50 дена до неговото доаѓање во Вашингтон никој не зборуваше за мир, туку за поддршка на Украина и понатаму да ја брани сопствената територијална независност во војната со Русија. Сега, после неколку недели, сите зборуваат за мир. Денеска ќе имаме средба, ќе следиме средба меѓу американската и украинската страна. Мислам дека неговите одлуки се во насока на тоа да изврши одреден притисок за да се реши одредена постапка која тој има намера да ја направи. Дефинитивно дека сега, во моментов, во рамките на НАТО, се зборува за мир. И како да се дојде до тоа? Резолуцијата која е поднесена во Советот за безбедност, каде што и Македонија е коспонзор на истата, е прв документ на Обединетите нации за време на војната во Украина, кој што е императивен, кој што наложува да се воспостави прекин на огнот и да се започне со мировни преговори и да се оконча оваа војна. Така да, ако на прва изгледа дека неговите одлуки се на штета на европските сојузници во рамките на НАТО, на штета на Украина, на штета и на работните места во Соединетите американски држави, сепак мислам дека тоа се само потези дипломатски кои што имаат за цел да направат одреден притисок за да се дојде до крајната цела. Тоа е почнување на мировните преговори. Да, тука има неколку димензии.
една од нив е самиот тек на војната, она што го покажуваат анализите веќе, може би последните години и пол или дури и 2 години, дека таа војна е влезена во она што се нарекува војна на исцрпување помеѓу двете страни, каде што имаме прилично статични фронтови со многу мали поместувања напред-назад, каде што има огромен број на жртви секојдневно и се гледа дека двете страни немаат доволно сила да направат некој посилен пробив на противничка територија, што ја носи војната во некаква пат позиција веќе подолг период. И претпоставам дека тоа е една од причините на американската страна која вели добро, гледаме во ред, да, ја осудивме руската агресија, кажавме дека Русија е агресор, на сите не е тоа јасно, но гледаме дека тоа е тоа. Отприлика нема веќе каде, само едноставно се гине и мора ова да заврши. Но како ќе заврши е сега прашањето, бидејќи се чини дека двете страни не ги постигнаа своите цели, ајде да речеме. Русија од своја страна не ги постигна ниту своите декларирани цели, да не почнуваме од почетокот, барем да ги завзеде своите анектирани региони кои ги прогласи за своји. Украина од своја страна не успеа да ги протера русите од украинска територија и сега ќе мора да се согласат на нешто, но ми се чини дека двете страни нема да бидат задоволни од понуденото. Да, сосема сте во право, оваа војна нема јасен победник и поразен. Кога во минатото низ историјата, кога големите војни завршувале на мировни преговори или на зелена маса, генерално се знаело која страна победила, која изгубила и од изгубената страна понатаму се барале и одстапки и обештетување и така натаму. Во овој случај, апсолутно сте во право дека оваа војна веќе долго време е без сериозни помаци од една и од друга страна, поместувања и дека токму тоа беше потребно. Некоја трета страна да дојде и да наметне еден наратив за разговор за мир. Веќе следиме овие неколку дена околу оној, да кажеме, непријатен за гледање разговор во овалната соба со председателот Трамп и Зеленски, па ретерирање во ставовите на Зеленски во однос на договорот за минералите, во однос на тоа каква ќе биде поддршката на Америка. Ретерирање на председателот Трамп во смисла на поддршката на Украина околу размена разузнавачките податоци, кои што беа многу битни за Украина да може ефективно да делува и во подлабокиот простор на фронтот, па дури и на руската територија. Сето тоа кажува дека страните полека се приближуваат. Последната изјава на председателот Зеленски, кој што пристигна во Саудитска Арабија, нема да учествува во разговорите, е дека имаат конструктивен план како да се почне со мировите преговори. Украинскава страна предлага едно привремено примирие во воздух и на морскиот регион. Веројатно тоа е она што за како првична мерка би било најлесно за контролирање, додека ова фронтовска линија која што е повеќе од 1000 километри ќе треба повеќе време да се регулира како да се воспостави примирие. И во таа смисла, ако гледаме, Украина како држава, апсолутно Македонија поддржуваше од самиот почеток, дадовме многу поддршка во делот на материјали и она све што сме го имале и се уште стоиме на нивна страна. Тие навистина храбро и одлучно се борат веќе 3 години. Русија не успеа да ги оствари своите цели, како што кажавте, дури ни оние покрајни кои што ги прогласи како составен дел на Руската Федерација и тие не се целосно освоени од руската страна и беше потребно да се појави трета страна, која би била таа која што е доволно моćна, влијателна за да влијае на двете страни да ги седне на преговарачка маса. Тоа е Соединените Американски држави предводени од Трамп. Што мислите кои се горките пилули, ајде да речеме, што ќе мора да ги голтнат и Киев и Москва за да се постигне договор? Бидејќи ја знаеме она едно мото кое важе дека од добар компромис секогаш двете страни се незадоволни. Да. Од прилика тоа е компромисот, секој мора нешто да даде. Што мислите, или ајде да речеме кои се црвените линии за двете страни? Можеме и така да го поставиме прашање.
Па јас мислам дека, да, двете страни нема да бидат задоволни од разговорите, така е во животот, но верувам дека оној дел од територијата која во моментов ја контролира Руската Федерација, веројатно тој дел ќе биде и понатаму под влијание на Русија. Од друга страна, безбедносните гаранции за Украина и нејзиниот специјален статус ќе бидат тема на разговор на кој што и Русија ќе мора да се сложи. Проблемот со Украина мора да се вратиме назад, не како тоа почна, меѓутоа нејзината геополитичка позиција во однос на Русија, таа е мек стомак на Руската Федерација, мек стомак. Русија имала граници со НАТО и во минатото. Например, има копнена граница со Норвешка, горе во поларниот круг, над Шведска и Финска. Сега има граница со Финска, со дел од Балтичките земји, Естонија и Латвија. Па и со Турција на некој начин. Па и со Турција на некој начин, но геополитичката позиција на Украина од секогаш била многу важна и безбедносна грижа за Руската Федерација. Вие ако сакате да одржите стабилност во Европа, вие мора да имате разбирање и за другата страна. Ноќешниот напад, масовен напад на Украина кон Москва, само го кажува тоа што е грижа на Русија. Од другата страна, тоа е дека доколку Украина еден ден би била членка на НАТО, а веројатно никогаш нема да биде, со сиот тој потенцијал воен кој што би бил инсталиран на украинска територија, би бил многу блиску до дометот на главниот град на Русија. И тоа Русија не може да го дозволи. И верувам дека статусот на Украина ќе биде во делот специјален, неутрален, и тоа е основа на да кажеме, подолго траен мир на европскиот континент. И веројатно Русија ќе мора да отстапи од желбата на украинскиот народ да се интегрира во Европска унија. Тоа е веројатно отстапката која што Русија би морала да ја прифати, и да не заборавиме дека воспоставување на мирот, наметнување, воспоставување и одржување на мирот ќе побарува одредени и мировни сили, трупи. Тука исто така се води една дискусија. Јас не верувам дека Русија ќе дозволи да некоја од овие членки на НАТО, поистакнати Британија, Германија, Франција, бидат дел од тие мировни сили. Повеќе мислам дека таа улога ќе ги превземат Обединети нации, како што се вели во резолуцијата на Советот за безбедност, и дека таму веројатно Русија ќе инсистира на одредени држави кои што се за нејзина страна прифатливи да бидат во составот на мировните сили кои ќе го држуваат мирот. Да, тука има неколку работи кои би сакал да ве прашам, секогаш не ли велат ѓаволот е во деталите, кога ќе кажеме дека на некој начин Украина ќе мора да ја прифати реалноста дека дел од нејзината територија ќе остане под руска окупација или руска контрола, како сакате. За Крим не зборуваме, тоа ми се чини дека веќе апсолвирано прашање, зборуваме за другиве региони. Тука се поставува прашањето дали Украина ќе биде натерана формално да ги признае како дел од Русија, или сепак тие ќе имаат некаков неформален статус, ќе бидат под руска контрола, на Украина нема да ги признава, да речеме, бидејќи Украина тврди дека тоа за нив е неприфатливо. И втор дел е украинските вооружени сили, со каква силина ќе останат, бидејќи Москва и понатаму инсистира на демилитаризација, Украина вели тоа не доаѓа во предвид, дека мора да имаат силна армија, дури изборуваат за армија од 1 милион луѓе, која мора да остане под оружје. Одлични ми се забелешките. Веројатно и статусот на сега привремено запоседнати делови на Украина од страна на Руската Федерација може би да бидат предмет на разговор во каква форма ќе бидат под одредена контрола на Русија и како тоа Украина ќе го третира. Но исто така и верувам дека од другата страна ќе се инсистира Украина да се задржи својата армија, бидејќи сега во моментов се работи за веројатно најсилна, најбројна европска армија, исклучувајќи ја Руската Федерација. Руската Федерација сега во моментов има околу 1.200.000 луѓе под оружје, Украина има околу 800.000, тоа е најголема европска
армија која што има исклучително борбено искуство кое што не треба да се занемари. Така да и составот на големината на украинската војска и статусот на сега во моментов за поседнати територии од страна на Руската Федерација веројатно се дел од разговорите кои што ќе следат понатаму. Да, ова што го спомнавте за војното искуство, еве да ви искористиме малку и како генерал. Ми се чини дека украинската војна целосно го смени начинот на војување пред се со употребата на дронови, веќе нивната оперативна употреба сосема се смени со оваа војна, не, значи имаме и дронови кои се користат и за постратешки цели, за далекометни удари, имаме за оперативна тактичка поддршка, за извидување, за наведување и така натаму, но тие влегоа веќе во една масовна употреба. Ми се чини дека тоа се навести со војната во Ерменија прво, помеѓу Ерменија и Азербејџан, но сега само тоа се мултиплицира. Читаме извештаи дека украински инструктори сега ги обучуваат силите на НАТО, дека украински инструктори велат дека НАТО не е подготвен за војна со дронови, дека тамо нема никаква пракса за такво нешто, гледајќи ја украинската војна. Секако дека дронови масовно веќе употребува и Русија, проценките се дека русите имаат и повеќе дронови од Украина. Значи, ова ми се чини дека тотално го смени начинот на војување. Па мислам дека го смени начинот како ние ја гледаме, јавноста како ја гледа војната. Ако во минатото чекавме извештаи на војни репортери од војувалиштата низ светот, сега сме фрапирани од ситуација да можеме буквално онлайн да гледаме што се случува на бојното поле, бидејќи перцепцијата од птичја перспектива е сосема поинаква. Околу војувањето во Украина, прво би рекол дека украинската армија навистина во овие 3 години покажа дека е спремна и украинскиот народ во нивната борба да се одупрат на руската агресија. Во моментов е најголема воена формација во Европа и дека тоа искуство од борбените активности е непроценливо за секоја вооружена сила. Значи, вие можете да подготувате вооружени сили во мир и да користите одредени стратегии, доктрини и така натаму тактики, но се додека до првиот допир со непријателот, сите планови паѓаат во вода и после почнува она што се вика искуство борбено. Така да тоа борбено искуство на украинската армија е од непроценливо значење и за европските држави. На терен доле, ако го и трнеме на страна дроновите и овие системи, генерално не гледаме ништо ново. Ја тоа неколку пати го коментирам. Ние сме сега во некаква втора фаза на војување. Овој фронт кој што е веќе година и пол дена стабилизиран, повеќе ме потсеќа на Првата светска војна, не ни на Втората. Значи, започнаа русите обидот да го завземат Киев со некаква трета генерација на војување, со воздушно десантна длабока операција, заобиколувајќи ги отпорните точки на украинската армија, не успеа. Потоа, во некаков план Б, во ревидирани планови на војување, се обидува на истокот. И негде од втората, третата година, сега сме во четврта година, ние гледаме еден стабилизиран фронт кој што не нуди ништо ново. Секако дека технологијата и употребата на технологијата го прави војувањето уште попредизвикувачки и потешко за двете страни во конфликтот. Но да се вратам на Украина уште еднаш, Украина секогаш за Европа била значајна од економски аспект. Нивните рудни богатства, нивната житница, она секогаш била кошница на Европа. Од другата страна, за Русија, она е безбедносен проблем. Не е економски толку, колку што е безбедносен поради незината геостратешка позиција во однос на Руската Федерација. И ова да го кажам, дека апсолутно е јасно на сите дека се работи за агресија на Русија врз Украина. На крај на крајшта и русите сами оваа операција нарекле специјална операција. Штом вие велите дека сте во некаква специјална операција надвор од својата територија, вие де факто вршите агресија. Но наративот за да дојдете на маса да разговарате, треба да се ограничите од работи кои што другата страна ќе ја одвратат да седне на маса и да разговара. Но како и да е,
двете страни веќе долго време се наоѓаат во ситуација кога посакуваат некоја трета страна да ја превземе улогата и да ги води мировните преговори. Да, двете страни се исцрпени, тоа е јасно и дека двете страни на некој начин сакаат излез од ситуацијата. Се разбира дека секој сака да се ги постигне своите цели, но веќе зборувавме за тоа, компромисот секогаш е помалку болен, нели? Ајде уште ова да ве прашам, ќе преминеме на европската одбрана, но сакам да ве прашам во наш контекст, во контекст на АРМ, еве пред се, мислите ли дека треба малку да земеме од овие искуства, бидејќи ми се чини дека градење на некаква одбранбена стратегија сега без употреба на дронови е сулудо, ајде да речем. Нашата армија веќе неколку години е во процес на сериозна модернизација на силите и на составите и на капацитетите. Тој процес започна негде пред да Македонија влезе во НАТО и тој процес се уште трае. Ние сме во една понапредна фаза, пред се во соработка со НАТО партнерите, а Соединените американски држави, а и Турција да кажеме, ама Соединените американски држави ја предводат таа работа во модернизација на нашите вооружени сили. Така да ние го држиме тој чекор, но ова се што се случува на европско тло во односот на Америка према европските сојузници во рамките на НАТО ќе предизвика понатамошни поприлично радикални поместувања и во делот на стратегијата, доктрината, и во делот на модернизацијата, во делот на обемот на вооружените сили на секоја од членките на НАТО. Да, добро, кога зборуваме за Европа и се враќаме повторно на главното прашање на односите помеѓу западните сојузници, да, како и што вие на некој начин констатирате, инсистирањето на новата американска администрација, Европа да се грижи за својата одбрана, во суштина и не е нешто лошо. Може би на некого делува како една шок терапија, може би му е изненадувачки, му даѓа како гром од ведро од небо, но сепак некогаш треба да се отрезните, нели, и да превземете грижа сами за себе, да се осамостали на некој начин Европа. Но колку Европа е подготвена за Европската унија, ајде да речеме, подготвена за тоа, ведејќи знаеме дека со децении веќе се зборува за формирање на европска армија, на европски заеднички сили, но некако тоа не успева, не тргнува никако од мртвата точка. Ќе успеат ли сега да се консолидираат? Што мислите? Да, мислам дека овој пат во овој втор мандат на претседателот Трамп тоа и ќе успее. Ако во првиот мандат тој, да кажеме така, поприлично недипломатски ги притисна европските лидери, односно европските држави од НАТО да почнат да инвестираат во собствените одбрани и да го превземат дел од товарот во рамките на НАТО, тоа е негде, да кажеме, 2016-17 година, и 2/3 од членките на НАТО веќе постигна одреден процент, а тоа се најмалку 2% од бруто домашниот производ за потребите на одбраната. Овој пат сега мислам дека неговите обиди ќе вродат со повеќе плод, затоа што факт е дека европскиот дел од НАТО, тие некој Доналд Туск ги нарекува 500 милиони луѓе во Европската унија, кои што побаруваат од 300 милиони американци да ги бранат од 100 и колку 80 милиони руси. Тоа е апсолутно 140 милиони руси. 140 милиони руси. Значи Европската унија овој пат навистина ќе сериозно ќе пристапи кон превземање на поголем дел од товарот за северноатланската или НАТО одбрана. Треба да се знае дека НАТО и нема своја армија. НАТО има состави кои што се формираат и во кои што учествуваат дел од националните армии. И секоја членка на НАТО учествува со одреден дел од своите состави во рамките на некакви НАТО состави. Со декларирани сили? Декларирани сили. Тоа се околу 500.000 луѓе. Да се формира европска армија, видете, таа идеја за европска самостојна доктрина во делот на надворешната политика, во делот на одбраната, тоа е просто и невозможно, затоа што тие сили на европските држави декларирани се во рамките на НАТО.
и не може да се зборува за европска армија. Би можело хипотетички кога Европска унија, како заедница, би се формирала како политички субјект, како Соединетите европски држави. Па тогаш да има собствена европска армија. Меѓутоа сметам дека во рамките на НАТО, оној дел од товарот, а 50, 60 до 70% од безбедноста на Европа ја покриваше до сега Америка, ќе треба да си ја превземе и економски може да ја превземе европскиот дел на Северноатлантската алијанса. Но за тоа не е доволно да еве сега Урсула фон дер Лајен и европскиве да кажеме челници најавуваат околу 800 милиарди буџет за одбраната во делот на европските држави. Вие не можете, ако нешто сте запоставували со години и децении, да го надополните за една година. Ќе ви треба период. И затоа сметам дека овие најави на председателот Трамп дека ќе ги повлече или ќе прекине финансирање на европскиот дел од НАТО, веројатно се само притисок за да Европска унија, односно европските држави од НАТО, да почнат повеќе да инвестираат. Но тоа е процес кој што ќе трае неколку години додека европските држави постигнат тоа ниво на оперативна способност, готовност и да ја растеретат Америка, која што има и други многу невралгични точки на земјинава топка, да не ги троши ресурсите тамо каде што Европска унија сама може да го направи. Да, колку е според вас навистина точна констатацијата дека Русија представува безбедносна закана за Европа, безбедносна закана од таков вид каде што дел од тие европски држави можело да се соочат со физичка руска инвазија, бидејќи тука имаме различни толкувања. Едно е да речеме на подпредседателот на Соединетите американски држави, J.D. Венс, кој прилично ги шокираше тогаш слушателите на Минхенската безбедносна конференција, кога директно кажа дека тој не мисли дека Русија и Кина се безбедносна закана за Европската унија и набраја после многу елементи кои најмногу ги шокираа присутните. Од друга страна, ги гледаме и руските перформанси во Украина, некако можеби секогаш може да бидете залажани, се разбира, од капацитетите и перформансите, но ми се чини дека некако малку е веројатно дека Русија би тргнала на Полска, ајде да речеме, па да пробива натаму, според ова што го гледаме некако малку, ми се чини веројатно, но сепак Русија огромна е, најголема светска нуклеарна сила, се разбира, тоа не сме никако да се поцени. Затоа ве прашувам за вашата проценка. Колку се реални опасностите од непосредна руска инвазија на Европа и дали навистина Европа треба толку многу да се вооружа сега или сепак никогаш не се знае, нели? Русија никогаш нема да биде закана за Европската унија на економски план. Никогаш. Нити па може да биде закана на демографски план. Но па дури и ова што го кажувате, Русија и не може да биде закана ни во конвенционална воена смисла према Европската унија или членките, европски членки на НАТО. Но Русија е најголема нуклеарна сила во светот и така треба да се третира. И веројатно напорите на председателот Трамп да сопре војната во ова критична фаза е со перцепција дека Русија како огромна територија и како најголема нуклеарна сила така треба да се третира. Околу делот на вооружувањето, ова што го спомнавте, во некои постапки може да наликува на некоја нова студена војна, но мислам дека не е тоа така, но за да имате баланс на европскиот континент, вие мора да имате баланс во секоја смисла, па и во воена смисла. Балансот се постигнува така што и едната и другата страна ќе бидат приближно еднакво силни и само во таква ситуација двете страни ќе се почитуваат и ќе го почитуваат договореното или да кажеме некаква линија на разграничување на сферите. И во таа смисла е добро што Европска унија ќе вложи повеќе во одбраната за да се избалансира европскиот континент и само така кога имате баланс можете да имате и мир.
Колку тој мир ќе трае, ќе видиме. Да цитирам уште еден познат американец, Теодор Рузвелт, негде на крајот на 19 век, председател на САД, кој што вели дека мирот е привремена состојба на две војни. Мирот не е како состојба, не е историјата на човештвото, не е историја на мирот, него историјата на војувањето. Колку тој мир ќе трае и овој за кој што сега се залагаат и Америка и Европската унија да биде долготраен мир, ќе зависи од балансот на силите. Тоа е во животот и во физиката е така. Ако сакате баланс, мора да имате од двете страни подеднакво силни влијанија. Така да Русија не е закана ни конвенционално, ни во економска смисла, но е нуклеарна сила и треба така да се третира и балансот на силите во Европа ќе зависи од тоа колку Европска унија ќе биде способна својот дел од континентот да го држи под, да кажеме, способности. Да, тоа е оно што се нарекува стратегија на одвраќање, на меѓусебна стратегија ако на одвраќање. сакате мир, старата римска поговорка, ако сакате мир, спремајте се за војна. Во смисла, мора да сте доволно силни за да и другата страна знае дека сте во еден баланс и само така ќе може да има рамнотежа на силите во Европа. Да. Генерале, каде сме тука ние? Една од, да речеме, најдиректните опасности за земјава е доколку, и дали е така, веќе ве прашам вас, доколку дојде до нарушување на структурите на НАТО. Значи, мислам дека ова веќе не е нешто што може да се дебатира само теоретски, бидејќи ја видовме изјавата на поранешниот командант на копнените сили на САД во Европа, адмирал Ставридис, кој рече: не сакам да звучам параноично, но ми се чини дека ги гледаме последните денови на НАТО. Значи, тоа го кажа во интервју минатата недела адмирал Ставридис. Значи, доколку тука имаме и некои изјави од председател Трамп, каде што ги менува ставовите, дали тие би бранеле членка на НАТО според артиклот 5 или не. И се разбира со анализите за создавање на европска посебна одбрана, која е сега прашање дали би функционирала во рамките на НАТО или не. Дали веќе доколку САД се повлечат од Европа, како што не е ува дека ќе се повлечат, тоа можеби НАТО и ќе остане, но ќе бидат само европските сили во НАТО, што е секако различно. И секако тоа е многу важно за земјава, бидејќи нашето членство во НАТО во однос на соседите пред се би требало да ни обезбеди некаква стабилност. Без тоа, ми се чини дека можеби би влегле во некаква неизвестност. Па искрено сметам дека ова е една мала криза во односите и веројатно обид на администрацијата на САД да европските членки го превземат поголемиот дел од товарот, но Европска унија или европскиот континент без присуство на Америка би се нашол во многу незавидна состојба. Историски гледано, таков беше случајот и во Првата светска војна, до вклучување на САД и добивање на војната. Таков беше случајот во Втората светска војна. И таков случај е и сега. Ја верувам дека европските лидери ќе направат се за да одговорат на побарувањата на американската страна и дека НАТО и покрај овие сите, да кажеме, турбуленции во односите и така натаму ќе продолжи да функционира, бидејќи сепак Северноатлантскиот регион, тука живеат 1 милијарда луѓе и тоа е најразвиениот дел од светот. Интересот е и на Америка, и ова, да кажеме, американска страна од Атлантикот, и на европската, да таа соработка продолжи. И верувам дека НАТО со одредени мали поместувања во делот на трошоци, во делот на обврски во рамките на НАТО ќе продолжи и понатаму. Но сепак што мислите за земјава? Тоа би представувало, дали тоа би представувало сериозен безбедностен ризик по нашата стабилност, доколку сепак дојде до некакво пореметување во НАТО? Па да, би било, меѓутоа очекувам дека нема да се случи тоа. Очекувам дека нема да се случи тоа. НАТО, знаете, НАТО како војно-политички сојуз, формиран 49 година, во почетокот на студената војна, е формиран поради Советскиот сојуз, како контрапартнер. И тој така функционирал до падот на Берлинскиот зид.
НАТО имало и поголеми кризи, би рекол, него ова што е сега. Ако се сетите на првите години, од 90-те години, кога Советскиот сојуз се распадна, НАТО го изгуби својот противник. Тоа ви е, пластично да се изразам, како во ринг, боксер која ќе замавне, со сета сила и го нема противникот, промашил, губи многу енергија. НАТО имаше проблем со идентитетот 91, 2, 3, 5 година. НАТО се обидуваше да најде начин за собствено постоење, бидејќи не постоеше закон од другата страна. Значи, пак зборуваме за баланс. Имаше дебаланс во односите на европскиот континент. И НАТО, и покрај тоа што имаше одредени, да кажеме, интервенции, беше вклучен сериозно во Афганистан, НАТО ја предводеше таа операција, се сврте према Медитеранот во одредена соработка со северноафричките држави. На крај на крајшто имаше улога и во граѓанската војна во Југославија. НАТО успешно ги преброде сите тие работи и обстои како, до сега можам да кажам, најуспешен војно-политички сојуз во историјата на човештвото. И јас сум убеден дека двете страни, и американската и европската страна на Атлантикот, ќе дадат се од себе да НАТО продолжи да функционира и да биде тоа што е. Дополнително на тоа, од другата страна, сега имате повторно, да кажеме, спаринг партнер или противтежа во делот на Русија, така да верувам дека нема многу ништо да се промени и дека Македонија како членка на НАТО ќе си функционира како што функционира во изминативе 5 години. Да, ја спомнавте вие резолуцијата или резолуциите во Обединетите нации, бидејќи имаше две таму, една во Советот на безбедност, една во Генералното собрание. Имаше и критики кон македонската влада зошто постапила така, зошто едната ја конспонзорирала, а потоа за резолуцијата на Европската унија гласала воздржано и за оваа воздржано, дали требало така, дали не. Нема да навлегуваме сега во тоа. Јасно е дека сега Македонија се наоѓа на некој начин во една прилично деликатна ситуација, во овие затегнати односи помеѓу Соединетите држави и Европската унија, кои мора да признаеме на моменти имаат и една доза на антагонизам во нив, и дека државава сега како земја кандидат членка за Европската унија, која на некој начин чека и да продолжи со преговори со Унијата, знаеме. Од друга страна, Соединетите американски држави не се стратешки партнер. Се наоѓаме сега во состојба каде што на некој начин треба да навигираме во тие односи и да гледаме и двете страни да не ни се налутат на некој начин. Бидејќи бевме прашани, ајде да речеме, од Европската унија во однос на резолуцијата, бидејќи тоа не е само декларативно, ние и суштински според рамката за преговори и според земјата кандидат, ние мораме да имаме усогласена надворешна политика со Европската унија. Да, Македонија е целосно усогласена со европската заедничка надворешна и безбедносна политика во поглед на документите, но и во поглед на конкретните постапки во однос на војната во Украина. Но кога има усогласеност во рамките на Европската унија. Ние беме сведоци дека Европската унија не беше усогласена околу во времето на овие резолуции. И кога немате усогласеност во рамките на Европската унија, а вие се уште сте кандидат кои што сакате да се приклучите во тој сојуз, во таа унија, вие мора да имате одреден став и мора да ги балансирате односите. И јас сметам дека одлуката на македонската дипломатија да биде ко-спонзор на американската резолуција е правилен потек. Во јавност имаше доста, да кажеме, информации околу ова, многу и неточни работи. Треба јавноста да знае дека Генералното собрание за време на војната во Украина, во овие 3 години, имало 21 вонредно собрание, каде што секогаш се поднесувала резолуција во која што се осудува руската агресија на Украина и во која што се поддржува Украина во нејзината борба да ја задржи целовитоста на територијата. Но нема никаков ефект од таа работа. И во еден случај имате уште една резолуција која поднесува САД, која што Македонија заедно со Израел, Унгарија и Грузија ја ко-спонзорира, која што вели истото тоа, но ги трга оние работи кои што можеби ќе предизвикаат Русија да не седнете на мировната маса.
Таа резолуција беше дополнета со амандмани и подносителот САД гласа воздржано и Македонија како конспонзор одлучува да гласа воздржано. За да биде балансот, повторно за баланс бориме, гласа воздржано и за резолуцијата поднесена од Украина, односно поддржана од Европска унија. Но она што е битно е што Соединените американски држави бараат седница на Советот за безбедност, кој што е извршен орган на Обединетите нации. Ја даваат оригиналната резолуција каква што била поднесена на Генералното собрание и таа без амандмани е усвоена и двете држави европски кои што имаат право и на вето во рамките на Советот за безбедност, Велика Британија и Франција, гласаат воздржано. Значи не гласаат против, не ставаат вето. Сакам да кажам дека за да почнете мировни преговори, а тие се веќе почнати со првиот состанок во Саудитска Арабија, пред оваа резолуција, вие мора да имате одреден документ од организација чија цел е одржување на мирот на глобално ниво. И успех е што таа резолуција е донесена, така како што е донесена, во оригинална форма. Вие не можете да очекувате од страната која сакате да ја донесете на мировна маса и да и го нафрлате тоа дека е агресор. Ние сите знаеме дека е агресор. Тоа е потврдено во сите документи. Но дипломатски напор е на САД, а и ние сме тука коспонзор, за да се донесе прв пат во овие 3 години резолуција на Совет за безбедност, за да се воспостави прекин на огнот и да започнат мировни преговори. Така да во тој дел таа резолуција има правен ефект на Обединетите нации и на сите засегнати страни и таа е основ по кој понатаму ќе се водат и мировните преговори. Можеби ќе има и други резолуции понатаму во текот на преговорите, но таа е прв конкретен чекор за ставање на крајот на војната. И сметам дека македонската дипломатија не работеше паушално или кампањски, туку со добри проценки, анализи, координации и на крај на краишта обврската на дипломатијата е да ги штити интересите на државата. Во случајов ние апсолутно не се оддалечуваме од Европската унија или од европската заедничка надворешна и безбедностна политика. Ние се обидуваме да го штитиме нашиот интерес, да се позиционираме на меѓународна сцена, а каде ако не во Обединетите нации, значи каде што сме видливи сега со оваа постапка, но исто така балансираме и према Европската унија, затоа што ние секако припаѓаме и географски, и културолошки, и сакаме стратешки да се интегрираме во Европска унија. Да, еве лидерот на опозицијската СДСМ например рече дека ќе било многу помудро за државата за двете резолуции да гласала за наместо воздржано. Дека и на тој начин би се задоволиле двата партнера, ајде да речем. Некогаш не можете да задоволите и две страни. Меѓутоа мора да сте мудри и мора да водите линијата која што сметате дека е за вас како држава најдобра. И сметам дека таа изјава не е во ред, исто така изјава дека без било каква анализа се пристапило во коспонзорство на резолуцијата, напротив, сметам дека е тоа резултат на голем број на анализи, консултации со партнерите и на крај на краишта. Ние сме должни да ги одржуваме односите и со нашиот стратешки партнер, кој што е Соединетите американски држави, но исто така да ги внимаваме нашите односи према Европската унија. Јас во една прилика ме праша амбасадорот на Франција бил изненаден од постапката на државата. Мојот одговор беше и повторно ќе биде. И ние бевме изненадени како држава кога во 2018 година токму Франција председаваше со Европска унија, па ни достави таква преговарачка рамка, каде што имат и билатерален спор кој што треба да го решите. И ние бевме изненадени. Но тоа е живот, тоа е реална политика и ние сме должни да си ги штитиме интересите и нашата надворешна политика пред се да и биде интерес на државата. И така да се позиционира. Да, еве ја спомнавте преговарачката рамка. Ми се чини дека тоа веќе доколку еден период беше тема број 1, дека беше топ тема, дека секој ден зборувавме за тоа, за ставањето на бугарите во уставот, дали да, дали не. Некако како опадна од листата на интересирање. Не гледаме некаква
динамика во тој поглед, не дека нешто се случува, можеби нешто се случува. Зад колисите не знаеме, но барем јавно немаме некакви информации. Како да опадна интензитетот? Се откажува ли држава од членство во Европската унија? Не, сметам напротив, можеби нам ни е тоа врвен приоритет да ги отпочнеме преговорите со Европска унија. Тоа ни е врвен надворешно политички приоритет. И сметам дека и потезите кои што ги води македонската влада како крајна цел ја има тоа некако да излеземе од овој ќорсокак и да стартуваме со преговорите. Мислам дека сите потези што се водат на надворешна политичката сцена, средби, разговори, консултации и во Европската унија, и со лидери на европски држави, но и со стратешкиот партнер, за крајна цел ја имаат нашиот интерес, а нашиот стратешки интерес е да ги отпочнеме преговорите. Така да не можеме да очекуваме од Европската унија да се сега во овие тектонски пореметувања бави со проширувањето. Веројатно во приоритетите на Европската унија таа ставка проширување на Европска унија паѓа доле, затоа што има многу по-ургентни приоритети за Европската унија. Од наша страна тоа ни е нам врвен стратешки партнер. Сметам дека се што прави владата и надворешната политика за крајна цел има да го откочи процесот и да почнеме со преговори. Да, но ние зборуваме, владата, да речеме, зборува најчесто за некој тип на начин на репреговарање на односите со Бугарија, нешто што Бугарија вели дека не сакаат да слушнат за такво нешто, дека таа е преговарачката рамка и дека тоа од Европската унија не слушаме исто така нешто ново, освен што го повторуваат. Истото, можно ли е да се репреговара тоа или тоа е затворено прашање? Може би го искористил терминот да имаме солидни, видливи, цврсти гаранции дека ваков билатерален услов ќе биде прв и последен на нашиот пат во делот на преговарањето со Европската унија и дека се друго ќе зависи од нашиот перформанс како држава во исполнување на стандардите на Европската унија. Наше беше како држава да покажеме став, да покажеме проактивност како да излеземе од овој ќорсокак. Очигледно е дека мнозинството граѓани во државата, па и мнозинството во парламентот не можат да поддржат таков услов без дополнителни гаранции дека тоа ќе биде и последен билатерален услов од една членка на Европската унија. На крај на краишта и Европската унија во процесот на приклучување на Бугарија, еден од условите беше да Бугарија нема никакви ни територијални, ни било какви други отворени прашања со своите соседи, вклучително и Македонија. И така е влезена во Европската унија. Значи, сакам да кажам дека владата направи доволно, верувам дека уште се прави за да биде проактивна, да се понудат одредени решенија како државата, па и Европска унија, да кажам така, излеземе заедно од овој ќорсокак. Затоа што новата администрација на Европската унија и таа има за цел да покаже одреден напредок. А напредокот е и во проширување со нови членки. Овие кои што веќе сега преговараат, да завршат со преговори, некои што сега почна како Албанија да имаат прогрес, па и Македонија да ги почне преговорите. Значи, во интереси на Европската унија ова прашање некако да се разреши. Така да, ќе видиме. Времето ќе покаже дали... Особено во градењето на таа некаква нова безбедносна архитектура на Европа, бидејќи логично е и тие да сакаат овој дел балкански барем безбедносно да им биде затворен, тука да немаат веќе проблеми. Секако, да. Затоа што поголеми предизвици им се на друг дел од европскиот континент, не е Балкан. Да. За крај ќе завршиме со регионот како последно прашање во однос на тие предедувања или навестувања дека Соединетите Американски држави во голем дел ќе се повлечат од Европа, веќе се зборува дека ќе ги повлечат и силите од Балканот, за Косово се зборува. Ги гледаме фрикциите, ајде да кажеме, помеѓу специјалниот представник Ричард Гренел и косовскиот премиер Курти, каде што таму има едно прилично големо незадоволство, како што вели Гренел, од американската администрација кон Курти, и дека тој на некој начин порано има навестено дека можеби американските војници ќе се повлечат од Косово. Сега доаѓаат некакви анализи, полуинформации дека можеби
доколку дојде до такво нешто, дека таа улога би ја превземала Турција на некој начин, да го пополни вакуумот, како земја членка на НАТО, втора или трета сила во НАТО, не знам како гледаме сега, дека таа можеби би имала едно поактивно учество во Косово и во Босна и Херцеговина. Мислите ли дека такво нешто е можно? Па верувам дека јасно им е на европската и на американската администрација, но и на европските лидери дека секакви избрзани одлуки ќе доведат до ломови кои што не се посакувани за ниеден од партнерите во НАТО, нити па ќе се донесат такви одлуки каде што одреден простор на Европа, е сега во случајот со Балканот, можеби Бугарија и Романија, каде што американците имаат силни бази, па и Германија, дека би се оставиле во некако вакуум простор кој што после би бил поприлично изложен на руското специјално делување, прокси војување и се она што Русија во минатото била способна да го направи, така да верувам дека тоа ќе биде усогласен процес. И доколку има намалување на силите или капацитетите на Соединените американски држави на европскиот континент, дека тоа ќе биде усогласено со европските партнери во НАТО и дека тоа повлекување ќе биде надоместено со некоја друга европска членка на НАТО, па зашто не и Турција, бидејќи Турција е сериозна држава, голема држава со сериозни воени капацитети и е почитуван член во рамките на НАТО. Така да верувам дека тоа ќе биде еден координиран процес меѓу Америка и останатите држави во рамките на НАТО, без да се случат ломови, прекини, вакуум простори и така натаму. Така да тоа ќе биде еден усогласен процес. Да, добро. Генерале, ви благодарам за ова гостување, за оваа една исцрпна анализа. Ви благодарам, како што кажавме на почетокот, прв пат во ТВ24, сигурно не и последен пат, па се гледаме. Задоволството беше мое, да, за прв пат да бидам гостин во ТВ24. Благодарам за поканата. Верувам дека ќе се гледаме во еднина почест. Благодарам. Со ова го завршуваме првиот дел. Останете со нас, одеме сега со една кратка пауза и продолжуваме со Христијан Бузалковски, мототркач.